Бараме веднаш да се превземат мерки за намалување на загаденоста на воздухот во Скопје. Вчера во Скопје беше измерено рекордно ниво на загадувањето на воздухот. Речиси 25 пати над дозволеното. Загадувањето на воздухот трае многу подолго од законски дозволените 10 дена, после кои што властите се обврзани да превземат мерки. Ниту градската, ниту централната власт до сега не превзема ама апсолутно ништо. Ги нема ниту денес, кога скопјани го дишат можеби најотровниот воздух. Од сите злодела на режимот на Никола Груевски и Коце Трајановски, не грижата за труењето на своите граѓани е едно од најголемите. Тоа е еднакво на геноцид. Режимот на Никола Груевски заврши. Во мај ќе заврши и узурпацијата на Коце Трајановски на градоначалничката функција во Скопје. Новата влада на граѓаните веднаш ќе се зафати со решавање на проблемот на загадувањето на воздухот преку гасификација на Скопје, обезбедување на финансиски средства за бесплатен јавен превоз на сите граѓани во деновите на енормно загадување, субвенционирање на обновливи извори на енергија и на грејење за граѓаните, воведување на посебни сообраќајни режими, субвенционирање на енергетска изолација за постоечките објекти, субвенционирање на повеќе велосипеди за скопјани и многу други мерки кои што до денес мораа да бидат превземени. Доаѓа ново време. Време кога ќе се врати животот во Македонија. Време кога новата влада на граѓаните, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, ќе го врати и животот, но и чистиот воздух во Скопје.